Во Конгресот се одржа јавен брифинг насловен како "Разбирање на неидентификуваните аномални феномени, наука, национална безбедност и иновации" и означи значаен и навремен чекор во подигнувањето на националниот разговор во Америка околу неидентификуваните аномални феномени, како што сега војската ги нарекува неидентификуваните летечки објекти. Настанот беше дизајниран да им обезбеди на законодавците научно разбирање за овој феномен. Одржан во 11:30 часот по средно европско време на 1 мај 2025 во собата 2247 во канцеларијата на Рейбърн Хаус, брифингот за Конгресот, што се емитуваше во живо на YouTube, собра повеќе почитувани гласови од академската фила, одбранбената и технолошката. Настанот отворен за јавноста, широко прегледуван на интернет, понуди структурирано и длабинско истражување на прашањата поврзани со неидентификуваните летечки објекти, помагајќи да се издигни разговорот надвор од шпекулациите и во доменот на науката заснована на докази. Го организираше Фондот за откривање на неидентификуваните аномални феномени или UAPDF, што е непрофитна непартиска организација фокусирана за зголемување на транспарентноста и јавниот пристап до веродостојни податоци околу неидентификуваните аномални појави. Составен од поранешни разузнавачки службеници, научници и одбранбени професионалци, експерти за политики, UAPDF финансира истражување, брифинзи и иницијативи за јавно образование кои имаат за цел да ги донесат информациите поврзани со феноменот во јавниот домен преку ригорозни методи засновани на докази. Втор домаќин на брифингот беше работната група за декласификација на федералните тајни, што е двопартиска иницијатива во Конгресот, која работи на идентификување и оспорување на непотребното прекумерно класифицирање во владата, особено кога се работи за наука, безбедност или доверба на јавноста. Оваа работна група ја води конгресменката Ана Полина Луна. Поддршка на брифингот беше Комитетот за надзор и одговорност на Представничкиот дом, едно од најмокните истражни тела на Конгресот, чија задача е да обезбеди транспарентност. Нивната вклученост даде тежина на настанот и сигнализираше растечко институционално признавање на важноста на овој феномен. Модератор беше Луис Елизондо, централна фигура во јавниот дискурс за НЛО. Порано ја водеше напредната програма за идентификација на воздушни закани на Пентагон Advanced Aerospace Threat Identification Program, програма наменета за проучување на НЛО. На брифингот зборуваа доктор Ави Лоб, професор на Харвард и основач на проектот Галилео, доктор Ерик Дейвис, теоретски физичар со експертиза во концепти за екзотични моторни погони, контраадмиралот Тим Галодет, поранешен океанограф на морнарицата и вршител на должноста администратор на National Oceanic and Atmospheric Administration или NOAA. Кристофер Мелон, поранешен заменик помошник секретар за одбрана за разузнавање и други. Најинтересно беше излагањето на доктор Ерик Дейвис, кој меѓу другото изјави: I have been exposed to so much in the classified realm that I can tell you definitively that there is there. The human race, basically the world's biggest governments, like the United States, our adversary China and Russia, at least as far as I know, have had the occasion to recover craft that have either landed or crashed or both in their territory or even outside of their territories, and have taken us back to the most sensitive of their programs that they've ever had. These programs are even more sensitive and more well hidden than Manhattan Project was. Сум бил толку многу во класифицирани средини, што можам да ви кажам дека дефинитивно човечката раса, всушност владите на светот, Америка или непријателските Кина и Русија, откриле срушени или слетани летала, или и двете на нивна територија, а некогаш и надвор од нивните територии, и ги однесле во нивните најкласифицирани програми што ги имале. Овие програми се повеќе сензитивни и повеќе класифицирани и од познатиот Манхетен проект. This is one of the most well-hidden programs. It is hidden from congressional oversight and always has been. And it was hidden by the action of President Eisenhower, who instituted presidential emergency action directives during his administration. These directives are not shown to Congress. They are classified. And when the
Freedom of Information Act was instituted in the 70s. It is not those are not subjected to the Freedom of Information Act request. These directives provide cover for actions that are associated with the retrieval of these vehicles. Ова е еден од најскриените програми и е скриен и од Конгресот и секогаш бил. Скриен е со помош на наредби што ги издаде председателот Ајзенхауер. Овие директиви или наредби се скриени од Конгресот и се класифицирани, и кога беше донесен законот за слобода на информациите во 70-тите, овие наредби се изземени од него. Овие директиви дозволуваат да се превземат леталата и да се проучуваат, вели доктор Ерик Дейвис, кој по оваа изјава целосно го опиша и начинот на кој што се врши превземањето на леталата. Но Дейвис вели дека не само што програмите биле скриени во така наречени шел компании и не само што биле скриени од Конгресот, туку дури и од некои генерали со 4 звезди. Еден генерал открил еден од програмите, од програмот му потврдиле дека го правеле тоа што генералот сакал да го открие, но одбиле да му дадат било каков пристап, иако бил член на Советот за безбедност во Белата куќа. Иако инсистирал дека ги имал сите сертификати за класификација, од програмот му рекле дека немал право на пристап. Инако ова е многу познат случај во уфологијата и ако сакате да дознаете повеќе за него, само на интернет пребарајте Wilson Davis Memo. Според Дейвис, друг генерал сепак успеал во своите напори да добие пристап до програмот. Подоцна за време на брифингот, Дейвис изјави: овие откриени летала не се од земјата, не се човечки, не се од оваа планета, не се човечки, тие се вонземска технологија, што и да значи тоа вонземско не знаеме. The craft that have been recovered are not of this earth. They're not made by human hands. They are not from this planet. They are not human. They are an alien technology, whatever the word alien means. Are they extraterrestrial? We don't know. We don't know. На крајот од своето излагање на прашање од конгресменот Ерик Бурлисон, какви раси на вонземјани имало во леталата, Дейвис одговори: People were talking about reptilians and insectoids. It's not that they're reptilian or insectoid, it's that they resemble to the recipient of reptile or an insect type. Луѓето зборуваат за рептили или инсектоиди, не дека се тоа рептилијанци или инсектоиди, туку само така личат, затоа што имаат такви глави или тело или екстремитети. Дейвис рече и дека во познатото срушено летало во Розвел биле сиви, ниски вонземјани. Кажа и дека имало и нордиска раса, која била типично слична на луѓето, а слични по големина како нас биле и рептилијанците, како што вели, кој повтори дека грешно се наречени рептилијанци, туку дека само така личеле. Доктор Ерик Дейвис работел скоро цела своја кариера во класифицирани проекти за Пентагон. Сватете го ова како сакате, но имајте на ум дека ова е брифинг од врвни авторитетни научници организиран од Конгресот на САД за конгресмените на САД, организирани наменет за информирање на конгресмените и сенаторите кои потоа врз база на овие информации ќе канат сведоци на официјално конгресно сослушување што треба да се случи наскоро. Исто така, имајте на ум дека е нелегално и строго казниво со закон да ги лажете конгресмените и сенаторите. Забрзо се очекува новото конгресно сослушување на тема НЛО. Инаку Ерик Дейвис е научник кој работел ангажиран и од милиардерот Роберт Бигелоу и учествувал и во неговите напори да го проучува феноменот НЛО преку неговите научни организации. А Роберт Бигелоу на 28 мај 2017 година направи интервју со новинарката Лара Логан во емисијата 60 Minutes на CBS, во кое вели: имало и има присуство на вонземјани. Кога новинарката го праша каде се тие, тој рече: не треба да одите никаде за да ги најдете, алудирајќи дека се веќе тука, на земјата. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced. That's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent
on this subject. For you to say, in public that you believe I don't give in a damn. UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you imagine that in our space travels we will encounter other forms of intelligent life? You don't have to go anywhere. You can find it here. Yeah. Where exactly? It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Wow.